guess the final numbers are now at 306 and she, down to a very low number. Избраниот американски председател Доналд Трамп го критикуваше заклучокот на ЦИА дека Русија била вмешана во американските председателски избори. Според него тоа е уште еден изговор на демократите за поразот на нивниот председателски кандидат Хилари Клинтон. Трамп во интервју за телевизијата Fox изјави дека не верува во овие извештаи. Тој додаде дека не се противи на барањето на председателот во заминување Барак Обама за разгледување на сајбер нападите во текот на изборната кампања. Меѓутоа, како што рече, во тие напори не треба да се каже само Русија, туку треба да се спомнат и други земји и можеби и други поединци. Обама во петокот побара детална анализа на сајбер нападите спроведени во текот на кампањата за председателските избори, како извештај за тоа пред инаугурацијата на новиот председател Доналд Трамп, што е предвидена за 20-тиот месец. Белата куќа наведе дека во извештајот ќе бидат разгледувани инцидентите до кои дошло и во поранешните председателски избори во 2008 и 2012 година, кои се поврзуваат со кинески хакери. ЦИА пак во саботата заклучи дека со големо уверување Русија интервенирала на годинашните американски председателски избори со цел да победи Трамп. Руските власти ги отфрлија ваквите наводи. Во меѓувреме, неколкумина американски сенатори изразија загриженост за руското хакирање. Меѓу нив и лидерот на малцинството во американскиот сенат Чак Шумер. Recent reports of Russian interference in our election should alarm every American. This cannot become a partisan issue. The stakes are too high for our country. Како и да е, последните изјави на Трамп дека не верува во извештаите на ЦИА, според посматрачите, би можело да предизвика конфликти меѓу новиот председател и разузнавачките агенции со кои ќе командува. Од друга страна, тоа ги подхранува критичарите дека неговата администрација ќе биде мека кон Русија. Во неговата потрага по нов државен секретар, Трамп како силен кандидат го посочи шефот на ExxonMobil Corporation, Рекс Тилерсон, кој има блиски врски со Москва и е против американските санкции спрема Русија. Американските разузнавачки агенции пред Конгресот оценија дека Русија станува се поагресивна во Сирија и во Украина и оти ги засилила активностите во сајбер просторот.